Добре дојдовте во нов Асном. Живееме во едни бурни и неизвестни времиња, каде што безбедноста и архитектурата на целата глобална, европска, блискоисточна безбедност е доведена до прашање. Ние се наоѓаме во предворието на нова војна, која ќе биде иницирана од Соединетите Американски држави, која се очекува да го нападне Иран, а тоа е само еден додатен безбедносен ризик и неизвестност на регионот, поред војната што се води во Украина, кое што Европа сега финансира. Во моментов имаме блокада на 90 милиардскиот кредит од страна на Орбан, но позади нас беше и безбедносната Минхенска конференција, каде што Руби уште еднаш потврди она што J.D. Венс минатата година им го кажа, дека целиот фокус на Америка и безбедностите, загрижености ќе се селат на далечниот исток. Сето ова ќе има репрекусии врз Европа, а како сето тоа ќе влие на безбедносната оваа кревка безбедност на балкански регион што ги имаме и пошироко, сето тоа ќе биде еден разговор со почитуваниот господин Владо Јовановски, која има напишано книга Хибридна војна зад сцената и експерт по безбедносен експерт. Неколку пати гостин на нашиот канал, драг гостин, кој овдека сме да говориме вистината, онака како што е, дали ни се свиѓа или не, тоа нас не интересира. Владо, да ти заизгледам голема благодарност што уште еднаш си гостин овдека, конечно да зборевме неколку пати кога како да го тврдиме терминот. Многу се случуваат, како молскавично се случуваат превирањата, новите действија на светска и локална сцена, балканска, европска и светска сцена, а сето тоа ја одразува оваа несигурност, безбедноста која се западнавме. Повели, кажи ми, кај сме, што сме, како сме? Како ги гледаш развојот на сите настанија од твоја страна? Пред се благодарам за поканата и можноста по втор, трет пат, не знам точно кој, да го искажам своето мислење по прашање од глобалната безбедност, внатрешната, домашната безбедност и генерално безбедност. Да, за жал сте во право дека во последна декада се случуваат енормно брзи геополитички динамики кои пред све ја загрозуваат глобалната безбедност или безбедноста на човештвото воопшто. Кога го велам тоа, не мислам само на загрозување на безбедноста на човештвото од воен аспект, иако е тој многу силен и многу присутен, туку и загрозување на безбедноста на човештвото од аспект на предизвикувањето на енормно загадување на водата, воздухот, почвата и така натаму, со непланско исцрпување на природните ресурси, непланско производство кое допринесува за зголемување на негативните ефекти од стаклената градина и така натаму. Светот и натаму се движи по една линија која значи уште поголем јас помеѓу богатите и сиромашните, што од друга страна предизвикува миграции од огромни размери, кои дополнително ја нарушуваат светската безбедност. И за жал, уште еднаш во историјата техничко-технолошкиот развој покажува колку е тој дуален, колку носи добро за човештвото, во смисол на техничките пронајдоци кои го олеснуваат човечкиот живот на сите луѓе на планетава, и колку не носи поблиску до апокалипсата, бидејќи
со измислувањето на парната машина, некогаш во историјата, се загрозиле и покрај тоа што таа имала неверојатни позитивни допринеси за подобрување на животот на човекот, меѓутоа се загрозиле и многу работни места кои претходно значеле екзистенција за големи слоеви на луѓе, за многу работници и така натаму. Во денешно време техничко-технолошкиот развој се случува со вртоглава брзина и веќе сме во еден период на транзиција каде што човештвото се наоѓа во ситуација да избере, односно веќе е избрано имплементирањето на вештачката интелигенција, која исто така ќе предизвика огромни пореметувања и директно ќе влијае на безбедноста на милиони, можеби милиарди луѓе. Бидејќи, како што реков, безбедноста не се загрозува само од воениот фактор, туку безбедноста се загрозува и од техничко-технолошкиот фактор, кој од една страна значи напредок, подобрување на комфортот, убавото живење и така натаму, а од друга страна директно загрозување на безбедноста на човештвото. Заедно со вештачката интелигенција или како дел од вештачката интелигенција се развиваат и воените науки, кои значат со помош на вештачка интелигенција производство на уште поубиствени оружја за масовно уништување. Се работи на развој на микроорганизми кои за 24 часа можат да уништат цел свет, ако излезат од контрола или ако не бидат добро контролирани од тој што ќе ја контролира вештачката интелигенција. Кога ја споменуваме вештачката интелигенција, самиот факт што милиарди и милиарди луѓе ќе останат без работа е доволно загрижувачки и тоа секако дека ќе доведе до загрозување на безбедноста во финансиски, социјален поглед на милиарди луѓе. Извини само да те прекинам, кога се работи за вештачката интелигенција, планирам мината недела да имаме еден гостин кој експерт по вештачка интелигенција, има помогнато на неколку земји од Централна Азија и Блискиот Исток да имплементираат вештачката интелигенција и во централните банки и во администрацијата, али продолжи да. Да, секако дека е многу значајна тема, иако некако и на светско ниво гледам дека се настојува да се прикажат само нејзините позитивни страни. Колку тоа ќе го олесни животот, колку ќе биде убаво, колку ќе се пружи забава на секој човек и така натаму. Меѓутоа, ретко се разговара за негативните последици што ќе ги предизвика. Скоро прочитав дека кинеска компанија за изградба на инфраструктура, патишта и така натаму, изградила автопат од 360 и неколку километри за одредено многу кратко време, без при тоа да биде ангажиран ниту еден единствен работник. Сето тоа го извеле со хуманоиди роботи, со сензори и средства управувани или со имплементација на вештачката интелигенција. Тоа значи дека во најскоро време работникот кој живее, има екзистенција од изградба на патишта или е возач на некој од тие машини кои служат за тоа, останува без изворна екзистенција. Бидејќи нема да биде потребен, ќе биде заменет со некој хуманоид кој ќе работи неговата работа. Србија најави дека за 2 до 3 години кинески експерти во фабрика која е кинеска инвестиција во Србија, за 2 до 3 години ќе произведат роботи војници. Тие војници ќе можат да се движат со 30-40 км на час брзина, имаат 100 пати, 1000 пати поразвиен мирис од
војникот човек, имаат 1000 пати поразвиен слух од војникот човек, не им е потребна храна, не им е Да потребна спие вода, да. не чувствуваат страв, не чувствуваат емпатија кон непријателот, значи немилосрдни се нормално. Можете да замислите колкава е разликата помеѓу обичниот војник, така да го наречеме, и овој војник што ќе произлезе од таа фабрика. Значи, ето уште една професија која набрзо ќе биде Заменета заменета. со, да. Да не зборуваме за професорските позиции, бидејќи еден професор по неговиот предмет користи знаење од 10-15 книги, да речеме некој си максимум. А вештачката интелигенција го заменува користејќи милион книги, извори на информации Да. за истиот предмет. И така натаму. Тоа е добро што имате гостин за скоро време на таа тема, вештачката Да. интелигенција, затоа што навистина според мене е еден од факторите кои дополнително ја загрозува светската безбедност. Безбедноста на човекот, на граѓаниот, без разлика во која држава живее. Некаде тоа загрозување ќе стигне порано, некаде подоцна, меѓутоа очигледно стигнува. А се уште немам слушнато никакви иницијативи за постепена имплементација на вештачката интелигенција, за стратегија како таа да се имплементира, а сепак да не предизвика глобално безбедносно загрозување. Бидејќи ако милиарди и милиарди луѓе останат без екзистенција, тоа ќе биде светски проблем. Ако не се социоекономски програм дефинитивно. ако не се направи некоја Безбедносен исто. Да. Затоа велам, безбедноста е широк поим. Значи, имаме повеќе димензии. Ние традиционално размислуваме дека безбедноста, закана за безбедноста е само војната. Тоа размислување е одавна напуштено, бидејќи безбедноста на човекот може да биде загрожена во финансиски смисол. Од финансиски манипулации на државата или на одредени криминални групи, компјутерски криминал, финансиски и така натаму, едноставно да ги избришат, да речеме, состојбите на сметките во банките. И вие имате состојба 0, пример. Или од вашата сметка ги префрлаат парите на нивна сметка и вие вашата безбедност е секако загрозена. Без пари не можете да преживеете. Во смисол, значи таа димензија е финансиска безбедност, социјална безбедност, човекот да се чувствува во социјално сигурна средина, здравствена безбедност, да има доверба во институциите, да има доверба дека утре, иако таа вештачка интелигенција произведе некаков си вирус, дека сепак системот здравствен ќе може да одговори и така натаму. Значи, закана кон безбедноста на човекот не е само од војната, туку современиот човек се соочува со мноштво од закани. Тоа се така наречени хибридни закани, како што и целите држави се соочуваат со такви закани. Бидејќи заканата по една држава денес како последно доаѓа од војната, од војниот фактор. Претходно е тие настојуваат политички да те уништат, економски да те уништат, со дезинформации, со пропаганда, да го срушат моралот, со организирање на шарени револуции внатре кај тебе во твојата држава, практично да те срушат од внатре, а војното загрозување може и да биде употребено некогаш и не мора да биде употребено ако тие со другите методи успеат да те да те клекнат да го наметнат своето мислење или да ти инсталираат влада која ќе работи по нивни
Тоа се случи диктат. во Украина 2014 имавме Точно така, да. значи имавме смена на режим ку и каде што се постигна договор. Викторија Њуланд беше една од генераторите на тоа движење. Европјаните постигнаа договор со Путин за следниот ден кога се случи пучот, они да заборават што го направиле договор. И еве сега, значи 2014 почна војната која ескалираше 2022. 4 годишници имаме од тоа. Визави Минската конференција која беше минатата недела, како ја оценуваш оваа ново настаната, мислам ова е еволурачки процес, но ние се наоѓаме во една ново настаната безбедносна ситуација кај што гледаме дека намерите и на Европска унија да биде унија базирана на принципи, заеднички вредности, морални, владење на право и економски модели, не функционира воопшто. Имаме, значи, низок економски раст, да не кажам депресија. Они се ги воведоа санкциите против Русија, финансираат руската војна. Никој не збори за мир со Русија. Као да го слушаме дали Наполеон кој сакаше да владее со Русија или Хитлер. Нема во таа наративот на европјаните таков. Американците сакаат да, односно кажуваат дека сакаат да имаат мир, и на изглед Европската унија таа што го саботира мирот во Украина, а од друга страна имаме НАТО кој се претвори во една канибалистичка организација, каде што хегемонот кој освојуваше земји, као да листата да освоени земји му се засити, па сега почнува на Гренланд да удира и да зима територија од своите пријатели или сојузници. А исто така имаме во овдека малце се збори паралелен процес кај што две НАТО земји се на два различни пакта формираат, тоест Хрватска, Албанија, Косово денниот и Унгарија и Србија другиот. Како ги гледаш сите овие процеси? Да, малку ќе се надоврзам и на претходната тема што ја започнавме. Ние во денешно време живееме во општествено-политички заедници наречени држави. На чело на тие држави избираме лидери кои практично, а и според теоријата за општествениот договор, се одговорни за нашата безбедност. Да. Во смисол, ние се одрекнуваме од дел од суверенитетот да одлучуваме за одредени прашања и таа моќ за одлучување делегираме врз нашите лидери. Значи, на глобално ниво од светските лидери зависи безбедноста на сите нас и на граѓаните на помалите држави, бидејќи креатори на геополитичките динамики се секогаш големите сили. И сега, јас и во една моја колумна која беше објавена во Фокус, наведов дека со вакви мислејќи на светските лидери, ние сигурно завршуваме во апокалипсата. Со тоа што оваа современа апокалипса, ако ја споредиме со библиската апокалипса која е таму најавена, современава е многу посурова. Зошто? Библиската апокалипса вели дека ќе станат и мртвите, ќе се суди на секому и така натаму, и практично ќе биде искоренето злото. Ќе остане на светот да живее само доброто. Современава апокалипса која ни се најавува е предизвикана од дејствувањето на светските лидери, на нивната безумност, и таа е немилосрдна. Значи, таа не прави никаква разлика помеѓу добро и зло. И ден денес во Палестина умираат деца од глад, кои немале време да бидат ни добри, ни лоши, биле само деца, а сепак умираат. Значи,
Со своето делување светските лидери, сите нас не водат чекор до апокалипсата, која доколку вака продолжи, со вака натрупано оружје, со неводење сметка за животната околина, со ненормалните трки по профит и така натаму, тогаш неизбежно е да стигнеме до таа апокалипса која всушност, за разлика од библиската, нема да биде селективна, не бира ни добро ни лошо, едноставно ќе биде многу лошо за сите. Сето тоа, може би ова повеќе социолошко или филозофско размислување, меѓутоа јас причината за сето тоа ја гледам во неускладениот техничко-технолошки развој на светот воопшто и емотивно-психичката незрелост на лидерите. Ако на еден графикон го прикажеме техничко-технолошкиот развој на светот, на човештвото воопшто, последните 20 години кривата ќе оди скоро вертикално нагоре, бидејќи техничко-технолошкиот развој е ненормално брз и силен. А ако го разгледаме психичко-емотивниот развој на човекот како суштество, односно во случајов на светските лидери, бидејќи тие се нашите водачи, тогаш можеме да забележиме дека во тој смисол кривата ќе биде всушност права, таа ќе биде хоризонтална. Нема ниту 1 милиметар во помрднување на таа крива во позитивна насока, уште од времето на Адам и Ева или од времето на Дарвин, да кажам, зависи кој на која теорија е Точно. подготвен да верува. Значи, и првиот човек на планетава Земја чувствувал завист, љубомора, бил агресивен, сакал да доминира со другите луѓе, бил бескрајно алчен. Така да и денешните наши лидери се бескрајно алчни, ако можат да ги земат сите извори на вода во светов, ќе ги земат, само за нив. Ако можат да ги земат сите природни ресурси во светов, ќе ги земат. Да земат нафтата, да ги земат тие минерали и така натаму. И всушност, од друга страна се многу моќни, затоа што одлучуваат во име на граѓаните, нели, светски или на нивните држави и располагаат со огромен техничко-технолошки развој. Тоа е исто како на 8 годишни деца да им се дадат автоматски пушки наполнити и тие да се играат. Ете, на тој начин големите лидери, светски лидери ги решаваат проблемите во светот. Толку неразумно што мислам дека апсолутно не се движиме во позитивна насока. Нашата безбедност, светската, на сите граѓани на светов, секој момент може да експлодира. Секој момент. Значи, немаме никаква сигурност. Секој момент може да некој одлучи да притисне тие копчиња таму со нуклеарки и цел свет да биде збришен. За нашите гледачи Секој само момент... да, извините, прекинувам. 2003 Буш помладиот го тргна антибалистичкиот штит како безбедносна мерка. 2017 Доналд Трамп ја го тргна договорот за лимитиране на ракети од среден дострел, а оваа година, мислам дека минатата година, старт договорот, тоест стратешкото лимитирање на ракети носачи на боеви глави е тргнат. Сите безбедностни договори кои управуваа и ја менаџира глобалната стратешка безбедност сега се тргнати, имаме една тотална нема лимит. Да, нема лимит и тоа е закана за безбедност. И не само во тој поглед. Секој момент може да му падне на памет некому да пушти во оптек
некаков си вирус, како што беше вирусот COVID-19, како ли го викавме, или некој уште пострашен вирус, кој ќе биде наменет да уништи економијата или популацијата на другиот, меѓутоа може да излезе од контрола, како што видовме и тој вирус што го спомнувам, и постана закана, безбедносна закана за целиот свет. Или од друга страна постана причина за огромна заработка на одредени индустријски гранки, фармацевската индустрија и така натаму и така натаму. Значи, безбедноста во светот е до тој степен што ние сме на чекорот пропаст. И, за жал, нема никакви најави дека некој за тоа размислува. Минхенската безбедносна конференција требаше да биде конференција од која ќе произлезат некакви си стратегии, визии за зголемување на безбедноста на светот, за зголемување на безбедноста на сите држави членки што учествуваа на таа конференција. Што ние видовме таму? Јас видов дека францускиот представник зборуваше како ќе ја зајакне својата нуклеарна стратегија за одвраќање. Тоа значи ќе ги зголеми капацитетите нуклеарни на Франција, вклучително со тоа и на Европа, тој така зборуваше. Практично се обидуваше да нешто што нема никаква логика. Науката, безбедносната наука досега покажала дека со зголемувањето на оружјето ти не значи дека ја зголемуваш својата безбедност. Напротив, се појавува таа безбедносна дилема, бидејќи ти го зголемуваш оружјето, го зголемува и другиот. И опасноста е сега многу поголема и за двајцата. Значи, не видов таму некоја дискусија која би водела кон некакви си разумни решенија. Германскиот представник зборуваше како драстично ќе се зајакне производството на оружје за потребите на германската војска, индустрија и така натаму. Зборуваше како е многу важно Европа да биде единствена и така натаму. Зборуваше украинскиот представник како тој ја брани Европа, како е неопходно Европа да биде на преговарачка маса заедно со Русија и Америка и така натаму. Од друга страна, за него тек предстојат прашања колку е инволвиран во остварување на лични профити од набавката на оружјето, од помошта што ја добива од другите земји, бидејќи дел од тимот околу него веќе завршија во прогон и така натаму заради такви кражба на западната помош. Така да, енормни дома имале златни тоалети. Значи парите не знаеле што да прават, па граделе златни тоалети, да идат на тоалет такви златни глупости. Да. Американскиот представник зборуваше дека Европа е нивни пријател и така натаму, практично ги тешеше европјаните за поинаквата улога сегашно на НАТО од поранешната и советуваше дека Европа мора да се погрижи за својата безбедност и така натаму. Практично да вложуваат повеќе во сето тоа. Ако сето тоа го собереме, значи јас ќе сублимирам дека апсолутно не слушнав никаква паметна идеја, паметна насока, паметно размислување како тие на нас, европските или светските граѓани, ќе ни ја зголемат безбедност. Мене ми е јасно дека они работат доста во интерес на тие богати производители на оружја, дека профитираат огромни суми од подметнување на војни и така натаму. Меѓутоа, сигурен сум дека не е
таа работа за која ние нив ги избравме да не водат. Значи ние ги избравме да обезбедат безбедност, прогрес, развој, хуманост, напредок и така натаму. Ако јас пред малку анализирав дека и мојата безбедност и на секој што малку подобро ќе размисли, виси на конец, така да се изразам, тогаш сигурно не сум ги бирал за тоа тие такви лидери. Да, како што споменавте, на повидок е можеби уште една војна, која што ќе ја започнат САД со Иран. Исто така многу непредвидлива, како и војната што трае во Украина Русија, како и војната Израел Хамас или Палестина и така натаму. Уште едно додатен индикатор дека навистина би рекол дека нашите светски лидери имаат интелектуална инсуфициенција. Ете, за жал, немам убави зборови и би сакал да дискутирам доколку некој би можел да ме демантира во себе ова. Баш би бил благодарен и би бил многу задоволен да грешам. Европската комисија Урсула фон дер Лајен најави 800 милиарди евра пакет за вооружување на Европската унија. А Мерц имаше буџет лани кој му беше 100 милиарди наменет за развој на војната индустрија. Франција сака да ја го зајакне својот нуклеарен капацитет со своите МП-6 нуклеарни ракети, кои ги има претежно во нивните подморници. Ја од друга страна целосно ја презема финансирањето на војната и ја од Русија прават баба рога, каде што кажуваат дека цела Европа се брани у Русија, у Украина, а ако Русија освои Украина, следно е се другите балтички држави. Тоа е наративот и поред тоа што имаме целосен демант, целосно од руска страна дека тоа не е така, дека незината безбедност е загрозена затоа што НАТО се шири во Украина. И сега, кога се работи за Македонија, ние имаме ни тотално послушни лидерчиња кои како по команда кога им кажаат дека 2% треба да биде буџетот наменет за одбрана, они не 2, него 2,1 ставија, повеќе да се фалат дека се треба послушни. Да биде 5% да се одвојува за одбраната до 2030 година. Да, до 2030 јас нема да бидам изненаден ако они претходно го направат тоа, од кои 3,5 треба да биде насочен за одбраната, а 1,5 за инфраструктурата за НАТО потребите. Значи не се работи нашите ресурси ќе се бидат користени за НАТО потребите. Една од најсиромашните земји во Европската Унија ќе финансира НАТО проекти како примарно инвестициски проекти и стака беше сега за минатиот викенд прикажан и коридорот Бехтел-Јенка 1,3 милиарди евра проект каде што профитите ги носи американска фирма против нашата желба на еден криминален закон, а сега ни се сервира како еден НАТО безбедносен проект. Каде ја гледате Македонија во оваа приказна? Да, ево јас би сакал ако ни дозволува времето. Да, повели. Уште неколку реченици да кажам за новата војна што се подготвува. Со Иран? Иран, да. Да. Апсолутно. Сега во моментов Соединетите Американски држави во Арапското море имаат испратено 2 носачи на авиони и 15 разурнувачи и најверојатно 2 подморници, иако тоа јавно не е прецизирано. Меѓутоа тие подморници, пошто рекоа дека имале 600 Томахавк ракети, тие подморници можат да носат по 100. 154 Охајо конвертирани од балистички во така. Да имаат Томахавки, да. Значи, веројатно бројот е пренапумпан, но
ета, нека биде, не е битно. Што целата таа работа би значила за светската безбедност? Значи, тоа ќе не доведе уште не еден чекор, уште илјадници чекори напред до приближување до апокалипсата. Зборувам во глобален смисол, што се случува со светот, Да, апсолутно. а што им се сервира на граѓаните на светот. Значи, ние се замајуваме тука со некаков закон за Safe City, не знам, сега се најавува некој закон за пушење и така натаму. Апсолутно небитни теми, би рекол, а ние... Да ги влеземе у бугарите, за да влеземе во ЕУ, тера ни сама не знае воинствена, милитаристичка, и тоа е целосно. Тренд во цел свет. Значи, од... Вистината не ни се сервира. Од шумата да не ги гледаме дрвата. Значи, тие ни го уништуваат светот, а ние, ете, Епштейн, аферата... Аферата Епштейн, да. Видовме кој не води и така натаму. Какви монструозни работи се случувале таму, а ние тие лидери сме ги респектирале како лидери на најмоćни држави и така натаму. И тоа е веројатно еден мал дел од што излезе во јавност. Кој знае кој уште е таму инволвиран и на каков начин и така натаму. Тоа ми е само прилог уште еден кон тезата дека со која велам и во колумната која напишав дека со вакви лидери сигурно одиме кон пропаст. Уште може малку само да појаснам зошто е иранската војна толку опасна за глобалниот безбедносен ризик. Ако ги гледате што се случува сега со Иран, значи најверојатно последните информации се дека Иран од пред 6 месеци Иран сега воопшто не е ист. Затоа што после нападот на американскиот напад со Б2, каде што во средина на преговори американците одлучија да ги по инструкции на израелците да бомбардираат дел од нуклеарните постројки кои не се употребувани со Б2, тогаш виде Иран, они го прекршија кардиналното правило во еден преговарачки мировен процес, дека кога преговараш не треба да војуваш. И они го скршија, погазија све што е дипломатски протоколи, меѓународно право и ги нападна. Од тогаш имаме Русија и Кина го наоружуваат Иран, и дел од нивните војни персонал се стационирани за да може да одбранат Иран, колку што можат соодветно со капацитетите. Постои можност, и кинезите ги имаат интегрирано нивните радарски системи заедно со сателитските, а ова ќе им помогне на иранците да ги најдат точно кај се носачите на авиони и можно да ги таргетираат истите. Два се, едниот Джералд Форд е на пат, имаме уште еден кој е веќе стациониран во Арапското море, но што се работи? При напад на носач на авиони, Америка може, им постои опасност да одговори со нуклеарно оружување, кое потоа може да ескалира во нешто ново. И тука е проблемот со Иран, значи ова е многу сериозна тема, многу сериозни се работи, а Иран има право да се брани и да ги нападне американските носачи на авиони. И тука е нешто ова што апсолутно не се збори, не се анализира, а е очигледна безбедносна закана за светскиот мир. Токму и затоа инсистирав на темава. Да. Од тие причини што ја сметам како многу сериозна закана за светската безбедност. Какви се состојбите? Сега и во текст се уште некои преговори во Женева помеѓу Соединетите Американски држави и Иран. Како главни барања се истакнати 3-4 од страна на Западот. Прекинување на нуклеарната програма? Не само прекинување, туку дислоцирање на инфраструктурата за нуклеарно збогатување на ураниум. Дислоцирање. Не само да се прекине, него да се таа опрема да се дислоцира од Иран.
Каде ќе се однесе не знаеме, веројатно во Израел. И прекин на балистичките ракети кои имаат Производство на балистички ракети, затоа што истите го нападна Израел минатата година и нема одбрана. И уште едно барање, оневозможување на дејствувањето на Хамас и Хезбулах. Да ги поддржуваат, да. Да. Да ги оневозможат во дејствувањето. Тоа значи да ги затворат, да ги елиминираат и така натаму. Значи, ова мене ми личи на ултиматум кој му е даден на Иран, исто како што Рамбује процесот на кога му дадоа ултиматум на Милошевиќ да се тргне од Косово и да остави Косово на западните сили. Каде што, значи, му даваш ултиматум на нешто што не може да прифати. Да, значи 99% дека Иран тоа не може да го прифати и намерата е со тоа да се прикаже, да се добие легитимитет на војната која ќе следи, во смисол дека на Иран му беше понудено да избере мир, меѓутоа Иран избра војна и ние бевме принудени да воено да дејствуваме. Пред да, односно повеќе од 2 декади наназад, Соединетите Американски држави заедно со Израел се обидуваат да го уништат Иран или да го конципираат според сопствените потреби со хибридно војување. Рачунаат на тоа дека во Иран има околу 62% население, етнички состав се персијанци, се чувствуваат како персијанци, 18% се чувствуваат како азери и 20% има курдско население и некои други етнички групи. Американците рачунаат дека и не само американците, туку и Мосад и така натаму, дека ќе успеат кај тие 80% од населението да предизвикаат меѓуетнички тензии, тие 62 персијанско население и 18% азери. Меѓутоа се испостави дека таа групација од 80% има силно чувство за национално единство, за национална припадност, се чувствуваат како горди иранци и така натаму. И тука не им проаѓа. Со други методи се обидоа со поттикнување на шарени револуции и така сега се случи скоро, нели одеа на класата на студенти, нешто како слично протести, како во Србија и така натаму. Меѓутоа анкетите независни, да кажам, покажуваат дека ни тоа нема некаков посебен одек и така натаму. Се обидуваа и со внесување на синот на поранешниот шах, Реза Пахлави, да, во игра, рачунаа дека тој би можел да стекне голем број на следбеници и така натаму, за да го дестабилизираат иранското општество, меѓутоа и тоа се покажа како неуспешно. Сега не им преостанува ништо, пошто се обидува тоа 20% курдско и не знам какви други етнички групи од населението, нема капацитет да дестабилизира целата држава. А од друга страна, сега, скоро, јавното мислење во Америка е само 20% од испитаниците поддржуваат воен напад врз Иран од страна на Соединетите Американски држави. Значи, ни дома не можат да обезбедат поддршка за таква една силна, широка акција. И дома кај нив 80% од луѓето сваќаат дека тоа би било беспотребно и дека на некој начин ја загрозува нивната безбедност и светската безбедност воопшто, а без потребно. Други чисто воено-стратешки аспекти. Сега во моментов америчката флота која е испратена таму се наоѓа на одредена далечина во Арапското море, а томахавките имаат 1600 километри домет. За да бидат
ефикасни. Тие би требало да придат на 200 до 250 километри до обалата и на тој За да начин го да покријат можат цел Иран. да го загрозат Техеран, например. Да, Техеран е длабоко натре, А кај Каспијско. ако со таква, да кажам, крупен објект ти придеш на 200-250, Лесна легитимна цел си. ти си многу лесна мета и може да се случи голема катастрофа. Потупувањето на еден носач на авиони значи дека 5000 луѓе го обслужуваат тој. Најмалку 5000. Значи може би и повеќе. Дека гинат, не знам, процентуално може би 3000 луѓе и така натаму. Дека е тоа огромен удар врз моралот на америчката армија, дека е тоа огромна финансиска загуба. Војна, финансиска, економска, целата И гордост морнаричка Да. американски е во нивните носачи на авиони. И тоа би можело и да предизвика дури пад на администрацијата, што тоа ќе го направи, што ќе загуби носач на авиони. Затоа што во целата американска јавност тоа би одекнало многу катастрофално. А претходно рековме дека 20% само сметаат дека треба Значи, да се поддршката изврши. за војнава не е толку, Катастрофално. И луѓето и таму веќе сваќаат дека тие ултиматум, како што вие рековте, исто како да го има пишувано Нетањаху. Апсолутно. Пошто се оди на таа последната точка, нели, да го невозможат действувањето на Хамас и Хезбулах. Хамас и Хезбулах се дел од ткивото на Иран, на луѓето, дел од нивните чувства, емоции и така натаму. Тоа е многу тешко да се изведе. А тие се најмногу му пречат на кого? На Израел. Америка сака преку Израел, значи повторно да ја врати состојбата кај што е Израел неприкосновен доминантен играч во целиот Блиски Исток и да менаџира со изворите на ресурсите во тој регион. Сојузниците на Америка, како Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати, беа предупредени од Иран дека доколку завземат страна, ќе постанат легитимна мета. Прашање дали тие ќе завземат страна затоа што нивната економија е многу ранлива. Замислете да им бидат уништени изворите на нафта и така натаму. Критичната инфраструктура за транспорт на нафтата, нафтоводите и 20 до 20% од дневната трговија на нафта иде преку тесницот Ормуз. И Иран најави дека ќе го затвори истиот. Да, и располага и со капацитети да го... И може да го направи. Да го направи. Тоа ќе значи скратување на доводот на нафта, зголемување на цената и може некои точки глобални да се јави несташица на нафта како резултат на тоа. Може, ама и доколку Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати навистина завземат страна, дозволат од нивната територија да се вршат напади врз Они се легитимна цел. Иран, тогаш се легитимна цел. И тоа би било погубно и за нивната економија. Нивната економија, мотор на нивната економија е нафтата. Сето тоа може да биде уништено и така натаму. Така да може овој воен напад, доколку се случи, да биде многу лош и за Соединетите Американски држави, за администрацијата што би го спровела. А може и да се претвори во долготрајна исцрпувачка војна поради отпорноста на Иран, во смисол поради помошта која ќе ја добива од Русија и од Кина, која веќе не е тајна. Тие имаат и подпишано договор за одбрамбена соработка. Не ги знаеме деталите што содржи тој договор, али дека ќе ги помагаат со логистика, со разузнавачки информации, операции, со вооружување, тоа е сигурно.
Ја дознав еден детал, наводно С-400 одбранбените капацитети, Путин ги има донесено командните центри. И во овие последни 6 месеци ја има интегрирано одбраната, значи инкорпорирано одбраната што има иранците што имаат, заедно со постарите капацитети С-300 и дел од кинеските кои Кина ги има набавено. И сето тоа го има во една интегрирана одбранбена формација, кои се поврзани дури со ловците МиГ-29 што ги има Иран, негде околу 30, и имаме одредени тие се во многу малва бројка, негде 4 до 6. Наспроти се Америка, мислам дека ќе донесат прилика 1000 авиони кои ќе доминираат, и интересно ќе биде како тоа ќе се случи. Да, затоа велам дека едно од сценаријата е дека може да се претвори во долгорочна војна. Што на Америка не ја одговара. Не ја одговара затоа што предизвикува огромни трошоци. Тоа е далеку од Америка и ти треба да испраќаш и логистичка поддршка и оружје и опрема далеку од своите бази. Друго е да е во базите што ги има во околните држави кои нема да смеат да се активираат. Значи може да се претвори во таква војна, може да биде едната варијанта, оптимистичката варијанта за американските воени аналитичари е дека со силен воен удар иранското општество ќе попушти, владата во Иран ќе биде сменета на барање на иранското општество, на граѓаните и така натаму. И таа е најоптимистичката варијанта, која искрено мислам дека ни самите тие што ја кажуваат не веруваат во неа. За мене се многу поверојатни другите варијанти. Да може би тоа се претвори во една подолга и исцрпувачка војна, или да се претвори во нешто што ќе предизвика пат на америчката администрација. Затоа што, велам, со евентуалното потопување на еден носач на авиони, нема да може да го издржи притисокот таа администрација на сопствената јавност, бидејќи демократите во 90% не поддржуваат такво нешто. Да. А републиканците само 40% поддржуваат воен удар. Тоа е партиска машинерија и тие за тоа така и поддржуваат, иако разумен граѓанин не поддржува такво нешто. Затоа велам дека повеќе американците одат на тоа дека со евентуален пропаганден притисок, каков што е досега, со хибриден начин на војување и со евентуални кратки, брзи удари да предизвикаат смена на власта во Иран. Така наречен decapitation attack. Значи, доколку молскавичен удар, го сечат главите, ги сечат на врководството на Иран, доаѓа значи режим ченч, го менува режимот и се тргаат на страна. Според мене ќе играат единствено така. Нема да одат на евентуална подолга војна која може да се прошири, може да се разгори. Тоа би била исцрпувачка и финансиски, од финансиски аспект за Соединетите американски држави и така натаму. Значи на таа варијанта сигурно нема да одат. Третата варијанта можно е да се случи во секој момент, зависи од војните способности на Иран. Искрено мислам дека нема ни да придат толку блиску до обалата за да постанат мета за такво нешто. Да. Така да во секој случај, генерално, ако гледаме, јас повторно ќе се навратам на првичните мои кажувања, дека тоа не е тоа за што ги плаќаме лидерите. Значи, не ги плаќаме за тоа да ние сега анализираме сулуди сценарија кои светот го водат во пропаст. Да, треба да збориме за мир, коегзистенција, просперитет, Така е.
економски благодет, чиста животна средина и така натаму. Точно Сега, така. за Тоа крај... требаше да се зборува, извини, и на Михенската конференција. Да. Значи, тоа требаше да биде темата. Ова што го слушнав е за мене крајно разочарувачки и се уверив во интелектуалната незрелост, емотивната незрелост на нашите лидери и на некој начин ми се скрши надежта дека одиме во подобра иднина. Јас апелирам до секој светски граѓанин, секој европски граѓанин, секој македонски граѓанин, добро да размислиме кого бираме, кого избираме и каде не водат. Како може ти врвна политичка елита, интелектуална елита, не знам, француска, германска и така натаму, тие зборуваат за конфронтации, зборуваат за војна, не зборуваат за соработка, за соживот, за мир, просперитет. Тоа е сега Европската унија. И сега, а овдека имаме на целосна пропагација за така наречената наша стратешка определба, а тоа е веќе НАТО. Ние сме дел од НАТО, против нашата волја изразена 30 септември 2018 и влегување во ЕУ како една стратешка определба. Дали е тоа вистински наша стратешка определба во овие услови? Дали оние услови кои се определила Македонија да биде стратешка определба 90-тите и сега се исти, за да ние збориме за стратешка определба која ќе биде разумна и која ќе донесе просперитет? Ево да бидам што пократок во интерес на времето. Значи, околу стратешката определба за НАТО, јас мислам дека и на други гостувања, веројатно и овде, сум кажал дека цената која ја плативме за влегувањето во НАТО, за мене, ако јас се прашувам, би било пријатно. НАТО, за сите нас, ние го кажавме на 30 довидување септември. НАТО не ми требаше и така натаму. Значи, губењето на името за мене е историска катастрофа на македонскиот народ, која не му се случила од уште времињата кога живеел во племенски заедници. А камоли пред еден век, можеби еден век и пол, кога бил убиван, измачуван и така натаму, па не се откажал од сопственото име, сопствената националност, национална припадност, гордост и така натаму. Со тешка борба успел да се избори за името, за државата и да ја изгуби за нечии лични интереси. Со тоа никогаш нема да се помирам. Тоа е едната работа околу определбата за НАТО. Втората работа, определбата за интеграција во Европската унија. Таа е тема која, да, секогаш треба да се преиспитува кај ќе ни оди државата, како ќе ни оди и така натаму. Меѓутоа, јас велам, според мене, не е проблем тоа каде ќе се определиш ти. Односно, тоа е некој друг проблем. Проблемот е да направиш, да постигнеш цивилна општествена стабилност во својата држава. Тоа што значи? Тоа значи барем 60-70% од граѓаните да ја сакаат сопствената држава, да ги почитуваат законите, да си ја почитуваат државата. А тоа, кога тие тоа ќе го прават? Ќе го прават кога ќе имаат држава во која ќе имаат доверба, институции во кои ќе имаат доверба, институции од кои нема да бидат ограбувани, крадени, институции кои нема да го продадат нивното вековно национално име, историско име, институции кои ќе те излечат ако си болен, кои ќе ти овозможат да се школуваш, да се образуваш, кои ќе овозможат вредносни критериуми за меѓучовечки надпревар, културен
надпревар, за напредок во општеството, во социјалната средина. Значи, мораш да се избориш против криминалот во сопствените редови, против корупцијата, за да имаш моќна и силна држава која ќе го избере патот. Надворешната дипломатија, надворешното политичките потези на било која држава на светов се толку силни колку што е силна државата, колку што се силни, колку што имаат постигнато висок степен на цивилна општествена стабилност, колку што граѓаните си ја сакаат државата. Ако е таква држава со средени критериуми на вредности, ти имаш своји дипломати кои ќе се борат за твојата безбедност, просперитет, економски, политички, секаков, ќе се борат на вистински начин, затоа што тие дипломати дошле до тие места на фер надпревар. Дошле затоа што заслужиле, затоа што поседуваат одредени квалитети. Ако така зборуваме, јас во Македонија на наши дипломатски успеси се сеќавам на 2 или 3. Првиот можам да кажам дека е успешното безвојно одвојување од Југославија. Иако тогаш можеби сум размислувал некако поинаку, можеби и поради возраста и така натаму, поради некои теории дека држава создадена без војна е слаба држава и така натаму. Сето тоа сега тврдам дека било заблуди, дека било голем дипломатски успех што Македонија се осамостои без војна. Било каква војна да започнеше тука на тие простори, Македонија, со било каква намера, можеби најпатриотска е, да речеме, да се обеди на Тегејскиот и Пиринскиот дел со Вардарскиот и така натаму, што е една племенита идеја. Јас зборувам, еве се во, да не бидам обвинет за некакви милитантни идеи, туку во културен, економски смисол и така натаму. Значи и со таа цел кога би започнала таква војна на овие простори не би можеле да контролираат ниту големите сили. Бидејќи заинтересираноста е огромна од страна на Грција, Турција, Бугарија, Албанија, Србија и така натаму, и губитник би бил македонскиот народ. Не би можеле ни да формираме држава. Значи, каква таква држава тогаш формиравме на мирен начин, без жртви, и јас го сметам тоа како голем дипломатски успех. Тоа е првиот успех. Вториот дипломатски успех го сметам што дипломатијата во времето на Никола Груевски успеа да привлече странски инвестиции. Претходно опустошена државата од политичката и економска транзиција, преоѓање од еден систем во друг, приватизација и така натаму, практично плячкосана, невработеност огромна, во огромни размери, буквално луѓето страдаа, беа доведени до страдање. Еден искра на надеж, зрак на надеж, според мене голема дипломатска победа преку економските промотори и така натаму, кои успеа да привлечат странски инвестиции тука, да порасне вработеноста, порасна и моралот и гордоста на народот и така натаму. Третиот голем успех го сметам дипломатски во времето на Антонио Милошовски, која беше за министер за надворешни работи, во никакви околности, многу неповолни околности, тој успеа да издействува Република Македонија да биде признаена како Република Македонија под уставното име од 130 и мислам 5 земји, и тоа го сметам како голема дипломатска победа, бидејќи беше невозможна ситуација. Имавме од другата страна многу силен противник кој лобираше по светов да... Да, меѓутоа аргументите беа на наша страна. Да, али дипломатијата знаеше да ги употреби на вистински начин и да испорача успех. Секоја ситуација меѓународна
дипломатска пружа можеби 50% шанси. Како и да е во меѓународните Ако односи, знаеш да ги употребиш, да да, ги апсолутно. искористиш. Не секогаш ќе добиеш поддршка. Ова не се збори овдека, меѓутоа кога се работи за меѓународните односи. Ако имате вие одредена ситуација и позиција која браните, а таа се заснива на самоопределување, на тоа од Господ дадено право вие да се именувате вашата држава како што вие сакате, а тоа е дел од повелбата на Обединетите нации и поред тоа што сте влезени неуставно во Обединетите нации под некое провизорно име, тогаш бивша Југословенска република, ние ќе добиеме поддршка од многу земји, не за тоа што сме пријатели, него за тоа што се заснуваат на одредени здрави принципи. И тоа е принципот на самоопределување, принципот на меѓународното право и така натаму. И многу ќе добиеме поддршки поред тоа што грците се супериорно подобри во однос на Европа и Северна Америка. И тука е целата приказна за оваа наша. Да, извинува кога Не, јас сепак го сметам за дипломатски али успех. Дефинитивно за тоа што ви кога сте доаѓа од Македонија и тука ги гледате работите, ја гледате Грција како соперник, сте се определиле стратешки да имате Европа и НАТО да ви биде определба, а Лисабонската декларација од 92-26 и она те уништува, ти кажува, да, тоа може на изглед така. Меѓутоа, ако ги гледаме малце повеќе, тогаш да, тоа е успех, несомнено, и треба да се признае како, меѓутоа, баш заради тој успех, јас мислам дека враќањето на уставното име е можно, меѓутоа само ние треба да бидеме сложни тоа да го направиме и без разлика како тоа. Да, секако. Јас го споменувам како успех, и тоа се успесите дипломатски што можам да ги набројам за Македонија, толку. И го споменувам како успех во однос на тоа што скоро го изгубивме името. Така? Значи, и тогашната дипломатија била во тешка позиција, меѓутоа со употребата на меѓународното право, на човековите права и така натаму, со вешта употреба, со знаење, со желба, со борба и така натаму, успеала тоа да го фаворизира и да постигнеме 135 држави да не признаат. Под многу поповолни услови, значи сега, во денешно време, ние успеавме да го изгубиме името. Затоа тие две работи јас ги сметам како показател, индикатор на тотален неуспех и успех, да. Дефинитивно. Делумен успех. Сепак 135 држави не признале под не требаш, уставното тоа требаше да ни биде сидро, што вика. Да, и да не води напред, како што викаше еден премиер. Предавник, да. Благодарам за овој прекрасно интересен разговор. Јас се надевам дека во идно време ќе направиме уште една добра емисија за безбедносната ситуација во Балканот и да една анализа на една држава и се надевам дека тоа ќе го за кратко време, релативно кратко да го направиме, затоа што исто така но овој разговор не можете да го слушнете на медиумите, има некои теми што се забранети, се што е за ЕУ, НАТО, кој е во негативен контекст, никогаш нема да излезе сега и затоа јас да од се срце да ти заблагодарам на твоето гостување и сето она што кажа на начин како што ти ги гледаш овие безбедносни предизвици, а се надевам дека ќе дојдеш пак на нашиот подкаст. Да, секако ќе ми биде чест, како и што досега ми било. И благодарам уште еднаш за можноста да ги искажам своите ставови, исправни или не, тоа нека суди јавноста, меѓутоа јас сум воден од македонскиот патриотизам, од хуманоста, човечноста и така натаму. Тоа ми се водилките низ животот и низ таа призма ги согледувам работите. Секогаш оставам простор дека можеби некаде сум грешил. Благодарам уште еднаш, Владо.
ќе бидеш мој гостин и во иднина. Благодарам на сите вас што не следевте овој интересен разговор. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.